Драги Рашковски, како генерален секретар на режимот на Зоран Заев, набавува софтвер за МВР. МВР нема поим за тоа. Цела година не се употребува набавеното и платеното. Зоран Заев во име на режимот пресекува дека нема никаков сомнеш и набавеното може би во иднина ќе се употребува, а јавното обвинителство не отвара предмет по допрен глас. Режимот на Заев, преку генералниот секретаријат воден од неговиот близок, набавува софтверско решение за системот на камери на МВР, при тоа МВР, како велат, водат своји набавки за одржување, а набавениот платен софтвер од секретаријатот на Рашковски не се употребува. Драги Рашковски е иноватор на системот софтвер, програма и хардвер апарат со исти цели како и набавениот софтвер кој што не се употребува од МВР. За овој патент на системот софтвер и хардвер, Драги Рашковски јавно се пофали дека е награден за иновација. Фирмата, која што е добитник на тендерот распишан од Драги Рашковски за набавка на софтвер со исти цели и со перформанси на системот, како што патентирал Рашковски, е добитник на 3 тендери од Генералниот секретаријат на Драги Рашковски во вкупна вредност од над 320.000 евра. Фирмата е добитник на тендери и е основана само една недела, 9 дена точно, откако Рашковски станува генерален секретар на режимот на Зоран Заев. И Овески и Русковска истовремено немаат абер да отворат предмет, можеби поведени од изјавата на Заев дека, како вели Заев, немало никаков сомнеш. Обвинителството продолжува да молчи за скандалите за можна висока корупција на режимот на Зоран Заев. Со тоа имаат личен удел во тонењето на Македонија намерењата за корупција. Да подсетам, јавното обвинителство на Јовески, како и јавното обвинителство за организиран криминал на Русковска не отворија предмет ниту за скандалот Леонардо, повторно набавка на Драги Рашковски тешка милиони евра. Дали зад овој молк на јавното обвинителство за скандалите на Рашковски стои блискоста на Заев со Драги Рашковски и експресното отфрлање на сомнежот од Заев кон неговиот близок Рашковски, одговор ќе даде јавното обвинителство кога ќе се ослободи од канџите на Заев, кога јавното обвинителство ќе излезе од радарот на Драги Рашковски. Почитувани, режимот нема сам да се осуди. Љупчо Николовски, кој што и сам е вмешан во актуелен скандал, се сокри зад режимско соопштение, со што продолжува да биде министер за корупција. Ви благодарам на вниманието.